Јане Стојков од фудбалска школа Гроздановски, најпрвен честитки за пласманот во четвртфинале со генерација 2017. Колку сте задоволни со глед дека за децата е ова веројатно прекрасен момент? Па така, да, прекрасно е ова искуство за децата, прекрасен момент. Сега сме во четвртфинале, играме знаеме противникот? Да, со Мондано, екипата на Мондано. Супер ова прекрасна организација, се убави моменти за децата, убави искуства. Да. А меѓународен турнир веројатно многу значи и за овие деца, каде ќе видат и други култури, други деца, друг менталитет, друг развој, иако се на мала возраст. Така, иако се на мала возраст, тоа е нови искуства за нив. Убаво дека е и прекрасен меѓународен турнир и тоа е многу убаво за нив, да. Очекувавте дека ќе поминете очекувано или со оглед дека си ги познавате децата и генерацијата? Да, најважно за нас како тренери тие деца да се градат на спортски начин, да играат фудбал, да учат. Дури јас некој велам резултатот не е најважен, најважно е да учат спортски навики, да играат, да ги учиме да играат фудбал на правилен начин, да бидат во спортскиот дух, најважно. И тоа мислам дека е најважно, а потоа резултатот е тоа за според мене и според другите тренери во нашата школа најважно да учат фудбал и да бидат на спортски начин, спортски дух, да играат ферплей, да бидат сите деца, тоа не прво но овие се основите, а потоа и резултатот кога се работи правилно си доаѓа и сам. Доаѓа и до резултат, точно. Го знаете противникот, веќе имате искуство со таа генерација, сте играле мечеви, се играме на ФФМ-ова детска лига, си играме и така. Ќе биде интересен дуел. Да, ќе биде интересен дуел. Ја ви посакувам многу среќа и подобриот нека победи. Така, ви благодарам многу. ФК Парк што толку го заврши, претпоставам осми на финалниот надпревар, четвртфиналниот надпревар со Црвена звезда. Добро, веројатно поразот може многу да се научи, меѓутоа убаво искуство и за вас и за децата, па еден мал рекапитулар од вас за самиот надпревар. Апсолутно многу убаво искуство да играш со една таква екипа со големо реноме. Дефинитивно може да се научи и да се примени нешто што екипата на Црвена звезда го покажа денеска на теренот против нас. Така што ќе тренираме, ќе бидеме упорни и ќе ги стигнеме еден ден и нив. Секако тоа не е по знак прашалник. Колку сте задоволни ете повторно, знам дека и минатата година учествувавте од организација, од учество, напредува ли турнирот според вас? Една генерална слика. Апсолутно задоволни од све, од условите, од организацијата, од противниците, од самата дружба тука, од колективот. Така што мислам дека ова е одличен турнир кој треба да прерасне во традиција и да има што повеќе вакви настани во нашата држава. Она што ми се допадна, веројатно децата знаева можда против кого играат, па немаше многу разочарување, ама стварно колку може да пружи отпор го гледав надпреварот и баш со насмејани лица го напуштија терена. Тоа е убаво школа. После било каков епилог на надпревар кај овие возрастни категории, децата мислам дека секогаш треба со насмевка да го напуштаат теренот, да биде тоа едно забава, едно уживање без разлика на противник, резултат и епилог од самиот надпревар. Се надевам дека ќе ви имаме и следната година и повторно дека ќе се дружиме и ќе разговараме за надпреварите, за организацијата и дека овој турнир ќе порасне уште во поголем од она што овие 2 години го пружи. Апсолутно да, се гледаме и наредната година и секое добро. Ви благодарам и многу среќа понатака. Благодарам, се гледаме. Продолжуваме со изјави, со нас еден интересен лик, жива легенда на македонскиот фудбал, на репрезентативниот фудбал, Томе Пачовски. Ве имавме и минатата година, ве имаме и сега на овој меѓународен турнир Илинден куп. Па прво, добре дојде повторно и колку си задоволен од она што го гледаш оваа втора година како организација од самиот турнир? Добар ден, мислам дека е прекрасно овој турнир, организацијата, децата уживаат максимално, ние сме многу среќни, затоа доаѓаме по втор пат од Белгија, специјално за Владко Гроздановски, специјално за овој турнир. Мислам дека за нив како деца едно прекрасно уживање, направат нови контакти, деца да се дружат и затоа е спортот толку убав. После пораз се малку разочарани, после победа се сите задоволни и среќни. Така е. Колку е поразлично да речеме затоа што фигурираш во Белгија, нели долго време веќе си тамо и тамо има турнири, па се доближува ли овој турнир до
тие граници тамо во европски рамки по начинот на кој котира оваа година турнирот. Точно така, значи ако се погледнат целата инфраструктура тука, целата организација, можам слободно да кажам дека нема буквално никаква разлика со тие турнири, затоа што тука да вистина нас ништо не ни фали. Организирано, почнува на време, судиите се добри, нема расправи околу судиите, некои нивни одлуки, затоа што и судиите се вршат нивната работа, многу битен дел, многу битно што сакаат, значи да се почнува на време, се е на време организирано, се е перфектно, можам да кажам слободно дека нема никаква разлика. Со нас е и Давид. Давид, колку си ти задоволен, среќен од турнирот тука и сето ова што го виде, еве ова е денеска веќе трет ден? Интересно ми е, многу интересно како да бидам како во првата екипа и како со сите многу клубови против Другите ФК тимови. Партизан играв. И интересно ми беше и кефти имав во Македонија. А најде ли нови другарчиња кои ете се слични на тебе, на начинот на кој играш, запознали нови деца со кои можда кога ќе станете големи професионалци, па можда ќе играте и во еден ист тим, сама не се знае во кој? Па да, има дечиња Од Охрид, од Охрид, Прилеп, Битола, Скопје, но сите како убаво се дружат и интересни се. контакти, така Да, број си размените контакти? седовме. Број исто си седовме и се. Так, обично вие помладите предпоставам на Snapchat разговарате или се лажам? Дали сум точен? Не, ние се правиме на Viber, А, Viber најпоќе. Одлично. Томе, колку го следиш македонскиот фудбал од тамо и нели сето она што се случува како македонски фудбал во лига, бранување во федерација и така натаму, или на некој начин ќе го преформулирам прашањето, ти фали ли македонскиот фудбал? Да, нормално дека ми фали, значи јас од тука израснав, тука почнав, тука беа моите почетоци. Нормално дека пратам, во контакти сум со сите мои поранешни фудбалери, нормално доколку ни го дозволува времето, ние не можеме да комуницираме секојдневно, меѓутоа имам контакт со многу луѓе, ја пратам лигата, ја пратам репрезентација, бев заедно со селекторот Милевски. Што да кажам, посакувам на сите се најдобро, сакам да води македонскиот фудбал напред, секоја поддршка, помош тој да треба од мене, секогаш сите знаат дека се што можам ќе му помогнам на секој кој што побарал поддршка или помош, некако да види како ние работиме во Белгија, во нашиот клуб. Така да пратам фудбал и секако сум во тек со настаните. Така. Ти посакувам многу среќа и се надевам дека ќе се гледаме повторно на овој турнир идната година. Да, ви благодарам, секако ќе дојдем уште еднаш. Ти благодарам и на тебе, Давид, се гледаме следната година. Да, да, А ќе го донесеш, брати? да, двајцата. Двајцата, окей. Со нас е и тимот од Национал Софија, каде што генерацијата 2015 што туку избори пласман во полуфиналето. Најпрво честитки и ќе ве прашам колку сте задоволни од турнирот, со оглед дека ова е ваше прво учество тука и организацијски колку сте задоволни во и ова што го видовте овие 3 дена. Благодарим за поздравленията, благодарим за прекрасната организација, прекрасната покана од организаторите, страхотните терени, саперниците с които играем през тези 3 дена. Мисля, че всичко е на едно много високо ниво, за което сме много благодарни. Ќе опрашам и другиот тренер, што значи за оваа годишна возраст децата да се развиваат, да разменуваат овакви надпревари и искуства со нели што е меѓународен турнир, нели генерацијски. Вела дека некогаш не е најважно да се победи, меѓутоа кога ќе влезат децата на терен, сите сакаат да победат. Както ние се опитаме да ги научим, најважно е на таа возраст да се забавляват. Не търсим победа, търсим игра, забавление и да се тренем од смивки. Иначе е многу важно меѓународни опит за децата, трупат опит срещу различни опоненти които ги няма в Българија. На места са потврди саперниците, на места се играе по-бърз фудбал и трябва да се научат да адаптират брзо. Браво, да, точно така. И уште едно прашање имам, дали тоа може со оглед ова што го видовте, да ве очекуваме и следната година да ви имаме како гости на турнирот, нели? И се надеваме дека ќе биде уште посилен со уште посилни екипи. Разбира се, турнирът пак повтаряме на много високо ниво и за нас ще бъде удоволствие, ако бъдем поканени отново да вземем участие в турнира. Децата са доволни, родителите са доволни, ние треньорите сме доволни, защото играем за 3 дена, играем много мачове и това за нас е прекрасно.
Ви благодарам многу и ви посакувам многу среќа. Благодаря. Многу среќа тренер и на вас. Благодаря и късмете на вас.